Добар ден, Божи благослов. Фала и слава на Господа. Еве и во овој ден кога дел од христијанскиот свет се потсеќава на раѓањето Христово. Ако погледнеме низ Библијата, ќе видиме дека никаде не е даено кога е роден Христос. Нема точен датум. Некој слава 25-ти, некој 8-ми, но може би било септември, октомври или април, март. Никој не знае. Но еви во овој ден ние треба, како што кажа Аце, да го проповедаме Евангелието, да ја споделуваме таа радосна вест. Меѓутоа, за да ја споделуваме таа радосна вест, ние мораме тоа да го правиме со љубов. И ако ние ја немаме таа Божја љубов во нас, ние тоа нема да можеме да го направиме. И затоа точно за денеска сакам да зборувам точно за Божјата љубов. Има еден стих кај што вели: во тоа ни се откри Божјата љубов. Значи во своето прво послание апостолот Јован, кога уште го нарекуваме апостол на љубовта, во 3 глава, во првиот стих, не повикува и не предизвикува да застанеме, да ја разгледаме, да ја посматраме Божјата љубов со овие зборови. Гледајте, каква љубов ни дал таткото, да се наречуваме Божји деца. А тоа и сме. Затоа светот не познава нас, зашто не го позна него. Во изворниот текст, грчкиот текст, изразот гледајте има доста посликовито значење, што значи следното: застанете, погледнете, видете, разгледајте, посматрајте. Гледајте ја Божјата љубов, застанете, разгледајте ја. И се како да се види, како да се разгледа, како да се дефинира Божјата љубов? Или како да се измери Божјата љубов? Поточно апостол Јован не предизвикува да се обидеме да ја измериме Божјата љубов. Во ова исто послание можеме заедно да прочитаме, и тоа е нашиот денешен текст. Прво Јован 4 глава, каде што Јован пишува дека Бог е љубов и дека неговата љубов по природа е дифузна љубов, распрснувачка. И некој за да го објасни ова рекол: Божјата љубов е како сонцето, таа е насекаде и над секого му сијае. И тоа е добра слика. Навистина е добра слика. По природа Божјата љубов е навистина дифузна. Таа по природа самата сака да се шири. Се нуди. И таа Божја љубов создава шанси, и ова денес е една шанса. Верувајте. Ова не е случајно, ова не е традиција. Ова е многу важно да се разбере, дека Бог навистина е љубов и дека неговата љубов по природа се шири и дека Бог се грижи и за мене и за тебе. А не дека баш му е гајле. Ајде да го прочитаме нашиот текст за денеска. Прво Јованово послание, 4 глава, од 7 до 10 стих. Возлюбени, да се љубиме еден со друг, зашто љубовта е од Бога, и секој кој љуби од Бога е роден и го познава Бога. А кој не љуби, не го познава Бога, зашто Бог е љубов. Во тоа ни се откри Божјата љубов кон нас, што Бог го испрати во светот својот еднороден син, за да живееме преку него. Љубовта е во ова: не дека ние сме го возлюбиле Бога, туку тој не возлюби нас и го испрати својот син како жртва помирница за нашите гревови.
ако добро внимававме и го слушавме овој текст, тогаш забележавме дека два пати Јован пишува дека Бог го испрати својот син. Го испрати, вели. Сега тоа се поставува прашањето од каде го испрати, каде го испрати и зошто го испрати. Но најнапред да се фокусираме на првиот дел од ова прашање. Од каде дошол Исус? Тоест, од каде Бог го испрати својот син? Ако го читаме Евангелието според Јован, низ него постојано ќе забележиме, ќе видиме дека Исус слегол, Исус дошол. Јован нагласува, од озгора слезе, дојде. Од каде тоа дошло? За да го разбереме ова, за да можеме да застанеме, да разгледаме, мора да пробаме да ја разбереме Божјата љубов. Да го разбереме Витлеем. Тоа е сотелотворувањето. За да можеме да го разгледаме и разбереме семејството, раѓањето на детето, ние мораме да одиме во вечност. Не можеме да го разбереме Витлеем без вечност. И мора да се запрашаме од каде го испратил. И што Бог правил пред создавањето на светот. Без тоа не може да разбереме што е Витлеем. И не можеме да разбереме дека Бог е љубов. Во одговорот на прашањето што правил Бог пред создавањето, содржан е одговорот на прашањето што ќе правиме ти и јас откако ќе го напуштиме овој свет. А тоа сигурно ќе се случи. Сите ќе го напуштиме овој свет, порано или подоцна. Во големо свештеничката молитва во Евангелието според Јован 17 глава, Исус јасно ни открива што правил Бог пред создавањето на светот. Јован 17 глава 24 стих. Татко, сакам оние кои си ми ги дал да бидат со мене таму каде што сум јас, за да ја гледаат мојата слава, што ми ја даде, зашто ме љубеше пред создавањето на светот. Овдека ова е многу битно. Љубовта постоела пред создавањето на светот. Пред човекот, пред ангелите, пред падот. И затоа ние денес бараме љубов. Но и затоа, заради тој пат, денес има голем недостаток, голем дефицит на љубовта. Ќе видиме за тоа покасно. Бог е љубов по својата природа. И љубовта постоеше пред создавањето. На таа вечна љубов помеѓу таткото и синот, таткото постојано го потсетува, охрабрувајќи го со глас од небото. Додека Исус ја имал мисијата на земјата. После Витлеем. Неколку пати читаме во Евангелијата. Ти си мојот возљубен син. Ти си мојот возљубен син. Драги брајки и сестри, ако Божиот син, кој е Бог и човек, морал да го чуе ова охрабрување од таткото, колку повеќе тоа нам ни е потребно. Во овие времиња кои се исполнети со омраза, измами, лага, ти си мојот возљубен син. Колку сладко звучи тоа. Бог е за човекот. И Бог се уште љуби. Постојано го потсетува на таа вечна и нераскинлива љубов помеѓу таткото и синот. И за ние да можеме да го разбереме тој историски момент, Витлеем, раѓањето на Исус, раѓањето на детето во човечко семејство,
Ние мораме да го разбираме Божиото семејство. И не случајно денес во овие матни времиња човечкото семејство е толку многу на удар. Толку многу на удар е семејството. Тоа е основната клетка, основната заедница во едно општество. Не е случајно. Сето тоа е дел од приказната. Многу важно е да разбереме дека пред Бог да биде создател, тој бил Бог што љуби, уште пред создавањето на се видливо и невидливо. Таткото го љубил синот, синот го љубил таткото, Светиот Дух бил љубен од таткото и од синот и ги љубел и синот и таткото. Тоа е таа љубов, тој однос, тој склад, таа хармонија. Бах рекол складноста на композицијата, хармонијата на композицијата доаѓа од композиторот, од оној кој ја создал. И точно е тоа. Складноста, хармонијата доаѓаат од Создателот. Нема хармонија во животот, нема хармонија во бракот, никаде нема хармонија без Создателот, без Бог. Таа хармонија, или од таа хармонична љубов, Бог го создава човекот. Тоа е тоа, првичното. Бог од својата љубов го создава човекот за љубов, за да биде дел од тоа семејство, од тој мир, од таа доверба, од таа хармонија, од тоа единство. Важно е да разбереме дека Бог во вечноста рекол да направиме човек според нашиот лик, според нашата сличност. Битие 1:26. Значи, важно е да разбереме дека Бог го создал човекот од љубов за љубов и дека Бог и човекот пред падот се шетале во Едемската градина и разговарале. Е сега, слушајќи го сето ова, може би ќе си помислите во себе, ова е толку прекрасно, прекрасна приказна, убаво звучи. Божике, се слави насекаде, весели луѓе. Ама каде е денес таа хармонија? Каде е таа љубов денес? Во ова тешко време во кое живееме. Ако е Бог љубов, зошто денес имаме толку осамени, напуштени луѓе? Напуштени луѓе од своите брачни партнери? Толку разводи? Зошто се повеќе деца растат во дисфункционални семејства? Зошто тоа? Зошто многу разочарани луѓе? Дури во самите себе си. И ранети. И тие луѓе се прашуваат, каде е љубовта? А велиме, Бог е љубов. Каде е љубовта? Зошто владее толкав недостаток на љубов насекаде, на секој чекор? Ако сме искрени, ако бараме одговори, како е Бог љубов, кога ќе погледнеме околу себе и гледаме овде луѓе, гледаме луѓе со маски. Луѓе со маски. Би рекле, како да го измириме Бог на љубовта со оваа реалност што се случува денес? Како да се помири Бог кој е љубов со реалноста која е полна со несогласувања, поделеност, завис, раздор, кавги, себичност и омраза? Како тој Бог да се помири со тоа? Тоа е нашата реалност. Луѓето се подмолни, лицемерни, расипани. И треба да сме свесни на тоа. Но и да бидеме свесни дека Бог е се уште љубов. И кај Бог ништо не се сменило. Тој е истиот. Во вечноста и тогаш, и сега, и во иднина. За да можеме да го разбереме овај голем расчекор помеѓу Бог и реалноста,
мора да се вратиме на текстот од првото Јованово послание, што го читавме во почетокот. Кога Јован не повикува и не предизвикува и кога вели гледајте, каква љубов ни дал таткото, да се наречуваме Божји деца, а тоа и сме. Сега во некој превод ова, во друг превод вели гледајте колкава љубов ни дал таткото. Значи затоа реков на почетокот да ја измериме таа љубов. И сега овдека Јован ги спомнува Божјите деца. Ама го спомнува и светот. Го спомнува и светот. Затоа светот не познава нас, зашто не го позна него. И гледаме дека тоа не е едно и исто. Божји деца и светот. Не е исто. И најнеточната теолошка предпоставка денес е дека сите се Божји деца. Тоа е многу неточно. И таа неточна предпоставка носи големи последици во животот на човекот, во бракот, во семејството и во општеството. Не се сите Божји деца. Еве, што вели Јован, пак уште еднаш. Гледајте каква љубов ни дал таткото, да се наречуваме Божји деца, а тоа и сме. Затоа светот не познава нас, зашто него позна него. Ајде да прочитаме Битие 1:27. Видете што таму вели. Бог го создаде човекот во својот лик. Тој го создаде во Божји лик. Ги создаде машко и женско. И ова денес е нападнато. Темелите се нападнати. Бог создаде машко и женско. На својот лик, по своја природа. Ама гледајте после падот, што вели? Битие 5:3. Гледајте го ова и внимавајте добро. Адам поживеа вкупно, односно Битие 5:3. Кога на Адам му беа 130 години, значи само после 130 години. Кога на Адам му беа 130 години, му се роди син. Сличен нему според неговиот лик и подобие, му го даде името син. Сличен нему и според неговото подобие. Сличен нему, не повеќе на Бог сличен. Сличен на Адам, не на Бог. И тоа е таа голема, огромна разлика. Тоа е она што ние денес не го разбираме. Дека Адам и Ева беа создадени според Божјиот лик, а после падот човекот е сличен на Адам, а се помалку и помалку сличен на Бог. Како гревот расти, човекот е се посличен на Адам. После падот човекот е сличен на Адам. Откако човекот не го послуша Бог и падна во грев, човекот е сериозно деформиран, деградиран, дегенериран. И тоа е реалноста. И се уште е добро. Верувајте, ќе биде уште полошо. И лесно се заборава, дури не се спомнува дека Бог со падот, после падот во грев, го истера човекот од Еденската градина. Го истера. Мораме да сватиме што се случило при падот во грев. Човекот е истеран и повеќе не е сличен на Бог. Писмото јасно ни кажува дека човекот при природно зачнување и природно рајгање не е Божјо, туку дете на гневот. Не е дете Божјо, туку дете на гневот. Ефесијаните 2:3. Дали ова го слушаме денес? Божике за сите. По природа човекот не е Божјо дете, туку дете на гневот. Ова е важна разлика. И тоа е поразителна диагноза на човекот.
и човештвото, која сите наоди ја потврдуваат дека човекот е проблемот. Тука е проблемот во човекот, во неговата грешна природа. Значи Исус јасно зборува за тоа. Евангелие според Јован, 3 глава, 36 стих. Кој верува во Синот, има вечен живот. А кој не се покорува на Синот, нема да види живот, туку Божиот гнев останува врз него. Тоа е таа вечна опасност која му стои над главата, која му виси над главата на секој човек. Човекот не е свесен за тоа. Човекот што е природно зачнат, природно роден, тој веќе е под Божиот гнев. И ако умре во таа состојба, него го чека вечен гнев. Тоа е она што го нарекуваме пекол. Тоа го учи Светото Писмо. Тоа е тој Божи збор. Тоа е тој Божи збор. Во секој евангелие, во своето евангелие, апостолот Јован во еден божичен контекст тврди дека Божиот дете не се станува со раѓање или со крштевање или со телесна поход или со волја на маж, туку со наново раѓање, со раѓање од Бога, од озгора, од дух и вода. Ајде да прочитаме Евангелие според Јован, 1 глава, 9 до 13 стих. Вистинската светлина, која го осветлува секој човек, доаѓаше во светот. Беше во светот и светот стана преку него, но светот не го познаа. Дојде при своите, но неговите не го примија. А на сите кои го примија, им даде власт да станат Божји деца, на оние кои веруваат во неговото име. Кои не се родија ниту од крв, ниту од телесна поход, ни од волја на маж, туку од Бога. Значи светот не го позна. Божик доаѓа, Божик заминува, Божик по Божик ништо не се случува. Светот не го позна, се е исто. Ама сите кои го примија, им даде власт да станат Божи деца. И еве денес на Божик, кога некако се е мирно, сталожена атмосфера, мора да се прашам, да се запрашам, но и да прашам дали сум, дали си Божјо создание или Божјо дете. Драги мои, средина нема. Или сме на патот за во небото, или на патот за во пеколо. Средина нема. Иако сите понекогаш сакаме да сме универзалисти, но писмото не учи така. Или човекот е Божјо создание во Адаме, или е Божјо дете во Христосе. Средина нема. Тоа е таа реалност. Или едно, или друго. Пред самиот крај едно прашање, како да знаеме, како да сме сигурни да не поминеме уште еден Божик. Убаво е. Многу храна, сладки, пијалоци, весело е. Нема ништо лошо во тоа. Но зарем е можно Божик да го изеде Бог? Уште еден Божик да помине. Одново и одново. Како да бидам сигурен дека сум наново роден, дека сум Божјо дете? На кој начин? Како да сум сигурен дека не сум тујгинец, кога зборувам за Божјото семејство, тујгинец во Божјото семејство? Како да сум сигурен дека не сум залутал овде? Поточно, како да сум сигурен дека не припаѓам или припаѓам овде? Како да сум сигурен дека сум домашен овде? Тоа е посинување.
Тоа е посинување. Гледајте каква љубов ни даде таткото, да се наречуваме Божји деца, а тоа и сме. Па што е тогаш проблемот? Тогаш проблем нема ако сме Божји деца. Тогаш Бог е наш татко. Како да сум сигурен дека не сум номинален културолошки христијанин на било која христијанска традиција? Колку сум постар, се повеќе тоа го гледам. И нема тука ние, вие. Во секое жито има какол. И во секој какол има жито. Номинализам, што е тоа? Номинализам е припаѓање без лично верување. Дали не сум така? Ова е сериозно. Како да бидам сигурен? Гледаме секојдневно, луѓето умираат. Шансите да ја избегнеме смртта еднакви се на нула. Само прашање е која врата ќе отвориме, дали сум или не Божјо дете. Тоа е прашањето. Која е дестинацијата? Небото или пеколот? Може би се обидуваш да бидеш добар човек, добар родител, може би се обидуваш да љубиш, може би се обидуваш да станеш подобар. Ама некако не ти оди. Видете што вели апостол Јован. Вера па волја, вера па љубов. Значи без вера, обидите, тешко дека ќе успеат, тешко дека ќе има љубов. Не вели љубов па вера. Човекот за да љуби мора да доживее наново раѓање. Човекот за да љуби мора да ја доживее љубовта. Длабоко. Тој мора да биде наново роден од Бог на љубовта. Ако не е наново роден, тој не може да љуби. Сето тоа е површна љубов, лицемерна љубов. Јован во нашиот текст неколку пати го споменува еден од најголемите докази без кој нема спасение. Доказ. Има повеќе докази, но ова е еден од најголемите, а тоа е љубовта. Без наново раѓање нема спасение. И без тоа нема љубов. Кој е роден еднаш, ќе умре два пати. Втората смрт, според Светото писмо, е вечниот гнев. Читајте Откровение, тоа е втората смрт, огненото езеро. А кој е роден само еднаш, ќе умре два пати. Ама кој е роден два пати, ќе умре еднаш. Има разлика. Но тоа е таа потреба. Итна потреба од наново раѓање. Бидејќи не знаеме кога настанува смртта, кога ќе се одделиме од ова тело. Денес, кога се сеќаваме дека Бог стана човек, дека Исус се роди, ние мораме да се запрашаме дали сме наново родени. Значи, Јован неколку пати го спомнува еден од најочигледните докази дека сме Божји деца, а тоа е љубовта. Љубовта. Сега читаме 1 Јован 4 глава 7-8 стих, што ни вели таму. Возлюбени, да се љубиме еден со друг, зашто љубовта е од Бога и секој кој љуби од Бога роден и го познава Бога. А кој не љуби, не го познава Бога, зашто Бог е љубов. Колку и да знае човек за Светото писмо, за Библијата, за Бог, за теологијата, ако тој нема љубов спрема Бог, спрема братот, спрема изгубениот брат, тој има голема црна дупка во својата теологија. И прашање е дали е Божи. Љубовта е доказ. И за сам крај, може би не сте сигурни. Може би не сте сигурни.
Ако не сте сигурни што вели апостол Јован, не повикува и не предизвикува. Гледајте колкава е Божјата љубов. Гледајте, застанете, разгледајте. Измерете ја Божјата љубов во Витлеем, во отелотворувањето. Најдете време, застанете, разгледајте. Оставете ги мобилните, интернетот. Ова се големи пораки. Што ни се случува? Што се ни се случува? Љубовта, довербата, хармонијата, единството, кое владее во Божјото семејство, помеѓу Таткото, Синот и Светиот Дух, понудена му е на секој. Тоа е Витлем. Таа понуда. Тоа е отелотворувањето. И видите, преку тоа единство, преку таа хармонија, преку таа љубов во Витлем, Бог го шири своето семејство. Преку таа љубов што се нуди, што се шири. Се влегува во големото семејство, во големото Божјо семејство. Тоа е отелотворувањето, тоа е Витлем. Витлем е повик и доказ за распрснувачката, за дифузната Божја љубов, што се шири. Во тоа ни се откри Божјата љубов кон нас, што Бог го испрати во светот својот еднороден син, за да живееме преку него. Бог го испрати својот еднороден син. Тоа е историја, тоа е доказ. Знаете, сите сакале да ја уништат црквата преку целата историја. Ама никој не успел, бидејќи секогаш има луѓе што ја доживеале Божјата љубов и што сватиле дека Исус е поважен од животот. Исус е поважен од животот. Ние секако умираме. Ама Исус е поважен. Да не се плашиме. Исус е поважен од живот. Тоа е смислата на животот. Тоа е Витлем. Што вели Јован? Застанете, разгледајте, влезете во отелотворувањето. И сега понекогаш треба и да го напрегнеме малку умот. За да ја нахраниме душата и за да добиеме одговори. А не само се површно. Денеска се е површно, се е кратко, никој повеќе не чита долги текстови, долги пораки. Затоа да го напрегнеме треба умотно понекогаш. Ако не сме сигурни, гледајте, застанете, посматрајте. Посматрајте ја Божјата љубов на крстот на Голгота. Каде што оној што е исто битен и исто вечен со Таткото и Светиот Дух умре за нашите гревови. Бог на крстот. И тука мора да застане. Тој праведен за нас неправедните умре за да не оправда, да не спаси од гневот што доаѓа. А гневот доаѓа. Сигурно доаѓа гневот. Ние не можеме да ја разбереме висината на крстот ако не ја разбереме длабочината на пеколот, за која ретко се зборува и проповеда. Ние не можеме да ја разбереме висината и ширината на крстот ако не ја разбереме длабочината и ширината на пеколот и маките во пеколот. Тоа е Евангелието. Гледајте каква љубов ни дал Таткото. Дојдете, размислувајте. Крст. Исус дојде од небото. Каде дојде? Од вечноста дојде, а каде дојде? На земјата, во светот. Зошто? Па бидејќи гревот е проблем, Исус е решението.
Значи, гледајте каква љубов, колкава љубов ни дал таткото. Дојдете, размислувајте. Колкава е таа љубов? Тој праведен за мене, неправеден да ме оправда. А не мораше да ја напушти славата што имаш, единството, хармонијата, таа атмосфера што имаш. Не мораше. Што е љубов? Многу луѓе се прашуваат денес. Што е љубов? И точно овде ќе одговорот во 10-тиот стих. Љубовта е во ова. Не дека ние сме го возлюбиле Бога, туку тој не возлюби нас и го испрати својот син како жртва помирница за нашите гревови. Гревот е Христос, гревот е проблем, Христос е решението. Ако не сте сигурни, застанете, гледајте, разгледајте ја, измерете ја Божјата љубов над празниот гроб. За оние за кои гревот им е простен. Само за оние на кои им е простен гревот. За наново родените, за децата Божи. Неспоредливо по-доброто, поточно најдоброто допрва доаѓа. Јован вели, гледајте каква љубов ни дал таткото, колкава љубов ни дал. Гледајте го Витлем, гледајте го крстот, гледајте го празниот гроб. Гледајте колкава е таа љубов. Да се наречеме Божји деца, а тоа и сме. Возлюбени, сега сме Божји деца и уште не се откри што ќе бидеме. Но знаеме кога ќе се открие, ќе бидеме слични, зашто ќе го гледаме онаков каков што е. Дали гледате? Ова е слично. Исто би рекол што го вели Павле. Јован вели, уште не се откри што ќе бидеме. А Павле вели, се уште не сме совршени, не сум совршен. Значи, тоа е исто. Значи, не можеме сепак да имаме преинтимно, преблиско заедништво со Бог до крајот. Тоа е тоа. Духовноста е најголема телесност. Се уште не сме го постигнале тоа, што не значи дека и нема да го постигнеме. Бидејќи ние сме на пат на минување Божик по Божик, времето оди. И се сеќаваме. Гледате што вели. Возлюбени, сега сме Божји деца и уште не се откри што ќе бидеме, но знаеме кога ќе се открие, ќе му бидеме слични, зашто ќе го гледаме онаков каков што е. Значи, кога ќе ни се открие? Тогаш повторно ќе бидеме слични со Бога и ќе го гледаме онаков каков што е. Значи, Бог го создаде човекот во својот лик, по падот во грев човекот личи на Адам. И сега го испраќа својот син од вечноста во светот, за да не помири со Бог, за пак да бидеме слични со Бог. Тоа е она, од каде, и зошто. И сега кој ова го разбра, нема да се плаши од смртта. Ќе гледа Бог лице во лице. Ќе биде со него, во славата негова. Може би ќе се плаши од моменталната болка при умирањето, но од смртта не. Ќе го гледаме онаков каков што е. Лице во лице. Бог и човек. Врз основ на Евангелието, врз основ на распнатата љубов, врз основ на воскреснатата љубов. Нема страх за оние кои се Божји деца. Какво охрабрување. Ти си мојот возлюбен син. Како и секоја Исусова молитва, верувајте дека и оваа што сега ќе ја прочитам, ќе биде услишена. Исус, знаејќи што го чека, во големосвештеничката молитва моли вака.
Јован 17 глава, 24 стих. Го прочитав еднаш, ама еве уште еднаш. Татко, сакам и оние кои си ми ги дал да бидат со мене таму каде што сум јас, за да ја гледаат мојата слава што ми ја даде, зашто ме љубеше пред создавањето на светот. Исус сака да бидеме со Него, да ја гледаме Неговата слава. И го моли таткото за тоа. Колку прекрасна молитва за нас. Затоа Исус е наш посредник и се застапува пред таткото за нас. Ние не можеме докрај да разбереме. Уште не ни се открило. Но можеме, после се ова што го читаме и се ова што го имаме од Светото Писмо, да надзреме, да го дзирнеме вака малку барем она што сите го бараме. А што бараме? Што човекот бара? Тоа е таа хармонија, тој мир, тоа единство, таа нежна светлина полна со љубов. Тоа можеме да го дзирнеме. Зошто тоа да се плашиме кога се е направено? Кога денес се сеќаваме на она што се случило кога Бог стана човек, дојде во овој ваков свет, кој никогаш не бил без болести, војни, неволји. Секогаш било едно те исто. Ништо ново под сонцето. И повторно, Бог кој е љубов, создава шанси и ги повикува луѓето и вели: застанете, гледајте, размислете, измерете го она што ја надминува мерката, а тоа е Божјата љубов. И никогаш нема да разбереме се до моментот кога ќе заминеме од ова тело и ќе заминеме од просторот и времето во вистинското наше семејство, кое не е од овој свет. Ова не е божична бајка. Ова е нашата реалност. Да се молиме. Татко небесен, семојкен Господе, Ти благодариме за Твојата неизмерна љубов, што Ти не љубеше уште од создавањето, што Ти прво не возлюби нас, а не ние Тебе, бидејќи ние бевме мртви во грев и не го можевме тоа. Ти благодариме што го даде Твојот Син да не измири со Тебе и преку Него да имаме вечен живот и да станеме Твои деца, Твои синови, да не посиниш и да бидеме слични на Тебе. Ти благодариме за таа огромна љубов која имаш спрема нас. Но и Те молиме и понатаму, Господе, Ти водине по Твојот пат, Ти осветување и Ти запазување од сите искушенија кои ги имаме во овој свет. Свет кој е преполн со омраза, со лаги, со измами. Те молиме, Господе, оваа заедница и денеска кога се икаваме на раѓањето на Исуса Христа, Ти зацврсти ја во верата. Оваа заедница, Господе, да биде светлина во овој свет, а не светот да биде светлина во оваа заедница. Господе, Ти да бидеш нашиот приоритет. И секогаш запазување од тие искушенија, бидејќи искушенијата се големи. Се молам, Господи, за оние кои денеска од било која причина не се тука. Ти благослови ги и нив. Ти охрабри ги, Господи, да ја разберат Твојата љубов и таа љубов да ги привлекува, но и да излегува од нив. Љубовта кон својот ближен, љубовта кон Бога, кон изгубениот брат, но и љубовта кон непријателите, Господи. Тоа да се излева од сите нас. Се молам, Господе, за овој народ овде.
кој се нарекува христијански народ, библиски народ, но тоа е само номинално. Дај Господе да ја доживее оваа љубов, да ја доживее Твојата љубов. И тогаш да те спознае тебе и да разбере со колкава љубов ги љубиш луѓето ти. Се оставаме во Твои раце, Господи, и по Твоја волја. Во името на Исуса Христа се молам. Амин.